Добро утро и од мене, во Обштествена сцена сме, а тука ни е гостин Жарко Кујунџиски, писател, издавач, уредник на издавачката куќа Антолог, со кој ова утро сакаме да поразговараме за престојниот фестивал книжевен, кој што Букстар, тој е веќе добро познат на, мислам, на барем на културната јавност, и кој што го одржувате од 2015 година, промовирајќи европски писатели, повеќе европска литература. Дали сум во право? Да, апсолутно во право. Тој е еден од двата фестивали во Македонија кој што го има тој предзнак на европски, заедно со Синедес, кој што повеќе третира филм. Ние го фаќаме овој книжевен аспект. Веќе 7 година поред. Ни беше битен тој европски аспект и од моментот дека Македонија ите на патот кон тие евроинтеграции со одредени застои, меѓутоа одиме во таа насока и од друг книжевен еден аспект, што европската литература е навистина во еден подем. Се создава во многу држави, тоа е некоја предност, создава некој диверзитет од различни гласови, различни аспекти, пристапи, а сепак проблемите горе-долу се исти, така што европското општество поминува низ истите сили и харибди, но и низ истите позитивни нешта што како демократија, слобода на говор, слобода на размислување и така натаму сите ги тематизираат на еден или друг начин. До сега поминале над 30 европски писатели низ фестивалот, буквално од сите делчиња на Европа, од Исланд па до тука локално, регионално, од Италија па нагоре до Шведска. Годинава имаме 8 европски писатели кои што се поканети. Жарко, ќе ве прашам за тоа, но претходно да кажеме и тоа дека на 12 почнува. Така, од 12 до 15. Да, ние малку порано фативме поексклузивни да бидеме. Да. Но сакам да ве прашам, еве велите 30 познати писатели европски, но дали со овој вид на фестивалска размена се отвараат вратите за нашите пак писатели? Дали всушност преку овој вид на литературна некаква размена и диалог и нашите писатели ќе видат некаква корист, да речам така? Македонските автори секојаш биле дел од фестивалот. На почетокот дури тој беше и дисбаланс, иако се викавме фестивал за европска литература, почнавме така без преголеми амбиции 2015 со двајца европски автори, а веќе имавме 3 или 4 македонски писатели кои што беа дел од фестивалот. Во текот на годината се смени во корист на европските писатели, но европските автори секогаш се тука и секогаш се тука и македонските писатели, уметници, музичари, бидејќи постои синергија во рамка и на фестивалот, на различните настани тие се запознаваат и постои таа можност да ги разменуваат своите контакти и понатаму тоа стане посериозно. Годинава македонски представник во програмата е професорот Владо Урошевиќ. Ќе представуваме неговата најнова книга Виола Ерсеника, издание на Готен. Во соработка со ова издавачка куќа ќе го реализираме тој настан и мислам дека и поентата на овие фестивали, освен што е славење на литературата, е токму и мобилноста на авторите во двата правца и овозможување на соработка на долг рок исто во двата правца, и меѓу Македонија и останатите земји и обратно. И мислам дека се отвараат можности за такво нешто кога ќе окрупниме програмата и со посета многу повеќе, со посета и на агенти од странство, така што за да биде буквално соработката двонасочна. Да. Некаде во најавата на фестивалот прочитав дека тој е од социјално ангажиран карактер, со цел, со идеја да ги преиспитува или да помогне да се разберат актуелните проблеми во општеството. И сега, несомнено, еден проблем најголем светски е пандемијата. Во таа смисла и во тој контекст, веројатно, и вие ќе го развивате некако мотото и она што ќе се случува на фестивалот. Така, многу точно го конкретизиравте целата тема на фестивалот. Секоја година ние се обидуваме да имаме некоја тема која што прво е као некој слоган на фестивалот, а од друга страна представува некој дослуг со некои тековни општествени или социјални случувања. Низ годините сме имале различни креативни, инспиративни слогани. Оваа година ни е Дженрезис, што е еден нов збор
како да кажам, кованица од Genesis, постанок и genres, односно жанрови. Сватени и во некоја поопшта смисла, но главно и во рамки на литературата. Нормално ова што ни се случува со ковидот, што нели овој месец следниот ќе заврши, а не завршува и нема, стана еден наратив со кој што ќе живееме веројатно подолго време. И мислам дека заслужува да го преиспитуваме и во склоп на самата литература. И оваа година ни беше ние тоа и темата. И ќе имаме дебата која што ќе биде токму во знакот на оваа тема, дженрезис, односно жанровите, како целата оваа ситуација со ковидот се рефлектира на литературата, влијае на неа, на стилот на пишување или не влијае, а влијае секако. И за тоа ќе учествуваат неколку македонски, неколку европски писатели и ќе ги соочат своите ставови и мислења во рамки на сето ова. Ќе имаме уште два придружни настани. Едното е преведувачка тркалезна маса, каде што ќе дискутираат исто странски автори со македонски за темата превод и важноста на преводот во рамки на мобилноста на литературата. И оваа година ни во знакот на Станислав Лем. Затоа и малце и слоганот има sci-fi момент, таков призвук, бидејќи Станислав Лем е еден од најпреведуваните и најобјавувани не само полски автори, туку и автори генерално, така што годинава се слави 100 години од неговото раѓање и како еден од најгласовитите европски писатели сакавме и тоа да си има свое место, особено бидејќи Антолок е издавач на неговите книги во нашата земја. Добро, радува податокот дека еве поради и покрај пандемијата и невозможноста за мобилност, барем физичка, сепак ќе ви дојдат гости, ќе имате колку 8 странски гости се потврдени. Од Австрија ни доаѓа Катарина Винклер, која што со нејзиниот роман Модерна Кит каде да биде преведен, навистина предизвикува големо внимание. Од Србија го имаме Миодраг Мајќ, кој што пред се судија и правник, меѓутоа со двете книги привлече огромно внимание на себе и на некои теми кои што секогаш се контрабрановите во неговата земја. Од хрватски ги имаме Марина Вујчиќ, која е пред се театролог, меѓутоа мислам се занимава со театар, директорка е на драмата во Сплит, и Михаела Гашпар, која што ни доаѓа од Загреб, која што е била скулпторка, но сега целосно се има префрлена на книжевност. Многу сме горди што во програмата го имаме и Сион од Исланд, автор кој што беше номиниран за Оскар за неговата соработка со Бјорк на филмот на Ларс фон Трир. Понатаму Балсор Хоџа го имаме од Косово. Јас не паметам одамна да некој книжевен фестивал или удостои автор од Косово, што за нас беше многу битно да имаме таа регионална шареноликост. Огнен Спахич од Црнагора и Софија Лунберг од Шведска, која што е една нова звезда на шведската литература. Да, и воопшто таа скандинавска литература се чини дека е во подем, барем според тоа колку се преведуваат книгите од тие држави. Апсолутно, не само crime fiction, него и белетристика, еве и женска некој вид на фикција, така да навистина мислам целата таа скандинавска литература многу сериозно и сериозни производи има, односно многу сериозни книги, но и размислуваат дека треба да се промовираат и да бидат мобилни на секаде низ светот. Добро, минатата година добитник на наградата Букстар, вие доделувате една главна награда, беше познатиот италијанец Николо Аманити. Тој е познат и како писател и како филмски действува во филмот. Оваа година дали ќе откриете кој ви е добитник на главната награда или еден од овие 8 е сигурно. Деновиве и тоа ќе го обзнаниме. Ние на почетокот немавме, првата година беше без награда фестивалот, од 2016 почнавме. На почетокот беше доделување на роман кој што би бил најпродаван меѓу два фестивала, меѓутоа сметавме дека тоа е недоволно точно за профилот на фестивалот и профилот на издавачката куќа, па оценуваме која книга е најзначајна во текот на тие 365 дена зад нас, која носи некоја новост или актуелност која што корелира и со темата на фестивалот, но и општо со општеството во кој што живееме ние и Европа.
Жарко, ќе го следиме фестивалот Букстар, се разбира, но на крај сакаме едно прашање кое што не нужно е поврзано со вашиот фестивал, а тоа е дека се гледа една, па да не речам хиперпродукција на книжевни фестивали, како секоја издавачка куќа или барем неколку, еве во последниве 2 месеци, се изредија неколку книжевни фестивали, па дали е тоа добро или едноставно се губи веќе значењето на зборот фестивал, нели, како некоја посебна прослава? Да, генерално чувствувам дека впечатокот на јавноста станува се повеќе таков. Има тука два аспекта. Првиот е позитивен, бидејќи според мене што повеќе нели културни оператори кои што се занимаваат со една дејност, еве во случајот книжевни фестивали, ја зголемуваме меѓу нив и конкурентноста, се бориме за подобри програми, поинтересни настани, подобри гости странски, и тоа се чувствува. Сите овие фестивали кои што измина, навистина има многу креативни, интересни решенија во сите овие сегменти, и програма, и гости и така натаму. Но има и еден друг аспект кој што остава простор за дискусија. Првиот е централизирањето на културата. Имам чувство дека сите овие фестивали се случуваат главно во Скопје. Да наброиме книжевни фестивали надвор од Скопје, тоа е само Струшките вечери на поезијата и веројатно Поетска ноќ во Велестова, кој што нели и терминолошки се едни до други со термини. Така да првиот момент е во ред, имаме книжевни фестивали, но малце да се обидеме да ја направиме културата за сите, да биде присутна на сите наши градови. Ние во таа насока и ја направивме книжевницата на Тркала да ја придвижиме, да ја придвижиме литературата низ што повеќе места низ државата. Вториот момент кој што исто така се отвара, тоа е што се заклучува од се тоа дека немаме доверба и немаме доволна соработка ние издавачките куќи овде. Наместо да создадеме еден или два носечки фестивали кои што ќе бидат налик на Крокодил во Белград или на фестивалот на светска книжевност во Загреб, да направиме еден силен или два фестивали да бидат препознатливи, да можеме да нели носиме и навистина големи имиња од светската литература, некако секој само за себе размислува дека треба сам за себе да направи свој фестивал, што ја раситнува генерално сцената. И третиот аспект тоа е финансирањето, што се отвара како прашање од каде пари за сите овие фестивали. Нормално приватниот сектор е тотално незаинтересиран за инвестирање, останува се на државата вели ние не можеме во една држава 2 милиона да финансираме 10 или 15 книжевни фестивали, така што повторно се враќаме на прашањето дека мораме малку повеќе меѓу себе да соработуваме и да постои здружување во сите овие програмски фестивалски активности за да имаме нормално и подобар фидбек. Благодарам многу за ова гостување и за овие информации. Жарко Кујунџиски, писател, издавач од Антолог, кој што го организира книжевниот фестивал Букстар. Благодарам уште еднаш.